На местомирна и тивка населба со новоградби и пријатни услови за домување, Трајаново Трло со години се претвораше во една голема депонија. За да се спречи еколошката катастрофа, жителите повеќе пати реагираа до надлежните да им помогнат. Деновиве просторот е расчистен и конечно наликува на урбана локација на која наместо ѓубре се очекува да никне зеленило и да се постави урбана опрема. Граѓаните кои живеат овде постојано се жалеат дека несовесноста на нивните сограѓани го претворила околниот простор во место што секој го одбегнуваше, иако било планирано да се облагороди и да стане катче за одмор и рекреација. Соседите од блиските куќи велат дека конечно успеале во нивните заложби и интервенции кај надлежните да запре изфрлањето на комунален отпад и ширењето на депонијата. 11 години веќе се расправаме со оваа депонија, тука се соочуваме со овие гадути, можам да кажам, народно наше, со алергии, со сите смрдлави, со болести. Од луѓе не направија не луѓе. Ние почнавме со сите буквално да се расправаме со луѓето, буквално пред вратата ти истура и секогаш и со агресии од нивна страна и многу пати на ќотек се нафрлат. Мојот апел до сите граѓани е да престанат со изфрлање на шут или било каков смет, да и ова населба малку добие лик на една урбана средина и место достојно за живење. Иначе, последниве 10 години, можеби, 11, се изфрлаше буквално и урбано ѓубре, комунален смет, се одложува умрени животни и се ширеше неподнослива смрадеа. Жителите на Трајаново Трло повеќе пати иницирале петиции и собирале потписи и лично и устно реагирале до надлежните во локалната самоуправа со барање да се преземат соодветни законски мерки за да се спречи ширењето на депонијата. Контролите на теренот покажале дека реакциите се оправдани, па деновиве општинарите презедоа активности за расчистување на теренот и запирање на изфрлањето на отпад. Преку медиумите упатија и известување дека се запира користењето на просторот како место за изфрлање шут и градежен отпад, за да се спречи повторното загадување со комунален и друг вид органски отпад. Истовремено, од општината предупредуваат дека ќе преземаат и казнени мерки против прекршителите.